Екстерното тестирање за струмичките матуранти почна со проблеми. Како што не информира од Одделението за образование при Општина Струмица, во текот на вчерашниот ден поради технички пречки екстерното полагање доцнело 2 часа. Ова го потврдија и некои од директорите на средните училишта. Според Димитар Ѓорѓев, директор во Средното општинско училиште Димитар Влахов, вчера тестирањето во првиот термин не се одржало поради технички проблеми, па затоа денес полагањето се одвивало во 3 термини. Ќе бидат тестирани 267 ученика, од кои 18 ќе бидат во 3-годишното образование. Секој ден е потребно да имаме по 2 групи или во 2 наврата ќе се изведува екстерното тестирање. Тоа ќе биде понеделник, вторник, среда ќе биде слободен ден и четврток и петок пак ќе бидат тестирани во 2 наврата или 2 групи. Ние вчера кога започнавме имавме технички проблеми. Првото тестирање не се изведе, значи вчера имавме само едно тестирање, секој ученик полага по 2 предмета или вкупно се полагаше вчера околу 12 предмета. Денешниот ден ќе имаме 3 тестирања, ќе го опфатиме и ова кое што вчера го пропуштивме. За сега немаме некои проблеми, децата се овде, редовно ги полагат сите предмети, па очекуваме така да се одвива и во наредните денови. Матурантите вчера стартуваа со екстерното полагање на првиот од 2 предмети. Нервозни и исплашени, што ќе се случи со екстерното тестирање, какви ќе бидат прашањата, дали ќе ги знаеме одговорите. Повеќето анкетирани рекоа дека прашањата биле лесни и познати. Не беше тешко, доста лесно, доколку се научат прашањата, лесно е. Да, познати беа прашањата? Да, се беше учен. Од што очекувате од екстерното? Па, добри резултати. Тешко ли беше? Не беше тешко, добро беше. Да, одговоривте се? Да. Познати беа прашањата? Да, познати. Да, и што очекувате, дали ќе положите? Да. Матурантите полагаат екстерни тестови на крајот од јануари, бидејќи во јуни треба да полагаат државна матура која е услов за упис на факултет. За разлика од нив, основците и останатите ученици од средното образование ќе полагаат екстерни тестови кон крајот на претстојната учебна година. Инаку екстерното тестирање минатата учебна година беше најкритикуваната владина реформа, поради која дел од учениците и професорите ја бойкотираа наставата и излегоа на протести.